На половина пат од неговиот прв мандат, политиката на председателот Доналд Трамп, Америка на прво место, се соочува со многу стресови на меѓународната и на домашната сцена. Тој според извадок од говорот што го објави Белата куќа, ќе му порача на Американскиот конгрес дека републиканците и демократите можат да го надминат деценискиот политички ќорсокак. Заедно можеме да скршиме децениската политичка состојба. Можеме да ги надминеме старите поделби, да ги излекуваме старите рани, да градиме нови коалиции и нови решенија за иднината на Америка. Се наведува во делот обраќањето на Трамп пред двата дома на Конгресот, до кој доаѓа во време на растечка политичка битка меѓу него и демократите. Таа кулминираше по инсистирањето на Трамп и по одбивањето на Конгресот да одобри буџет во кој ќе бидат предвидени над 5 милиарди евра за изградба на зид на границата со Мексико. Тоа пак како последица доведе до делумна блокада на владата која траеше 35 дена и беше најдолга во американската историја. Обраќањето на Трамп беше планирано неколку дена пред истекот на блокадата. Меѓутоа, спикерот на представничкиот дом, Ненси Пелоси од Демократската партија, која има мнозинство во овој дом, го отворили тоа се додека Трамп не ја прекине владината блокада. Трамп го направи тоа, но само до половината на овој месец, пошто, како што се закани, може повторно делумно да ја блокира владата или пак да воведе вонредна состојба со цел да почне изградба на зидот. Трамп тоа на некој начин го сигнализираше на средбата со новинарите која се одржа деновиве. Ќе го слушнете обраќањето за состојбата на нацијата и потоа ќе видите што ќе се случи. Ќе бараме вонредна состојба, бидејќи не мислам дека нешто ќе се случи со демократите во Конгресот, рече тогаш Трамп.